Добар ден, драги ученици! Јас сум оделенски наставник Сузана Диковска во 4-то оделение при Основното училиште Кочо Рацин, Куманово. Денеска ќе го следите часот по македонски јазик, наставна содржина, придавки. За овој час ќе ви биде потребно тетрадка во широки линии, молив, гума и една боичка во црвена боја. Цели и што треба да научиме? Да знаете што се придавки, да знаете со кои зборови најлесно се пронаоѓаат придавките, да знаете придавките правилно да ги применувате во устниот и писмениот говор. Придавки се зборови со кои се опишуваат карактеристики, особини на суштествата, предметите и појавите. Овие зборови ги појаснуваат именките и кажуваат каков е некој или какво е нешто, од каков материјал е направено и чие е нештото. За да објасниме како пример за именка го земаме зборот јаболко, па да ја појасниме оваа именка. Какво може да биде јаболкото? За да дојдеме до одговорот, ќе употребиме по едно зборче од секое облаче. Како што гледате, во секое облаче има по едно испишано зборче. Да почнеме. Вкусно јаболко, миризливо јаболко, црвено јаболко, сочно јаболко. Што заклучивме? Зборовите вкусно, миризливо, црвено, сочно ја да објаснуваат именката јаболко и означуваат придавки. Се надевам дека ова беше јасно. Одиме понатаму. Овдека имаме една вежба која гласи: пронајди ги придавките и запиши ги во тетрадка. Прво, сега ќе ги прочитаме зборчињата: трча, креда, огледало, пабучна, зелено, топка, цвет, жолта, скока, дете, плива, пчела, прекрасно, среќна, пиле, шарено, ранец, умно, пее, итро, лисица, гласно, маса, молив. Сега стопирајте го видеото, разгледајте убаво вежбата и пронајдете ги придавките и запишете ги во тетрадката. А малку подоцна ќе го видиме и решението. Решение: павучна, зелено, шарено, жолта, прекрасно, среќна, умно, итро, гласно. Овие зборчиња се испишани со црвена боја и покажуваат придавки. Сега имаме уште една вежба која гласи: дополни ги речениците со придавки така што ќе ги напишеш со црвена боичка. Гледаме овдека неколку реченици, но сега прво да ги прочитаме. Јас сум ученик, денес прочитав книга, јас сакам боја, Бојан се прошата со пес, Анаја топлат ракавици. При решавањето на задачата ќе ти помогнат прашалните зборчиња кои кажуваат каков е некој или какво е нешто, од каков материјал е направено и чие е нештото. Стопирајте го видеото, уште еднаш га прочитајте ги речениците и изработете ја вежбата. Малку подоцна и ќе го видиме решението.
Решение. Јас сум вреден ученик, денес прочитав интересна книга, јас сакам црвена боја, Бојан се прошета со својот пес, Ана ја топат волнените ракавици. Зборовите кои ги гледаме и се испишани со црвена боја покажуваат, односно се придавки. Да ги прочитаме. Вреден, интересна, црвена, својот, волнените. Забележувате дека речениците сега се поопширни и појасни, бидејќи употребивте придавки. Одиме понатаму. Како што рековме во почетокот дека придавките треба правилно да ги употребувате во устниот и писмениот говор, и за таа цел јас сега ќе ви прочитам еден текст од наслов Мојот дедо. Во овој текст се зборува за еден дедо кој пушил тутун во луле и носел капа. Слушајте ме внимателно, а потоа ќе поразговараме малку за содржината на текстот. Дедо ми има 70 години. Најчесто седи на креветот и пуши тутун во луле. На главата носи капа, а подеа му цирка косата. Од време на време ги мазне мустаците. Јас многу го сакам, бидејќи често ми раскажува приказни што секогаш ги слушам со задоволство. Се надевам дека содржината беше јасна, разбирлива и ја свативте. Но сега текстот ќе го читам повторно, а вие внимателно ме следете и обидете се да ја воочите разликата. Мојот дедо има 70 години. Најчесто седи на стариот дрвен кревет и пуши тутун во реово луле. На главата носи црна капа, а под неа му дзирка белата проречена коса. Од време на време ги мазни долгите мустаци. Јас многу го сакам, бидејќи често ми раскажува интересни приказни, што секогаш ги слушам со големо задоволство. Забележувате дека вториот текст е збогатен со нови зборови. Тие зборови ќе ги стакнеме со црвена боја, бидејќи означуваат придавки. Еве сега можете да ги видите зборовите со црвена боја, да ги прочитаме. Мојот, стариот дрвен, ореово, црна, белата, проречена, долгите, интересни, големо. Забележувате дека зборовите стојат до именката, односно пред именката и на некој начин ја појаснуваат. Да појасниме, по што се разликуваат овие два текста? Кој од нив е посликовит? Зошто? Забележавте дека вториот текст се одликува со поголема сликовитост, бидејќи нему му се дадени повеќе зборови, што ги нема во првиот текст. Токму тие зборови ја збогатуваат сликата, односно истакнатите зборови ја прават сликата појасна, поубава, па дури и повистинита. Од вториот текст дознаваме за многу повеќе својства и особини кај дедото. Тој има бела проречена коса, долги мустаци, ореово луле, црна капа. Домашна работа. Напишете состав на слична тема, така што ќе употребите придавки и ќе ги стакнете со црвена боичка. Драги ученици, ова беше се за ова наставна содржина. Благодарам за вниманието.